Македонија има јасен победник на парламентарните избори и лидерот на таа партија треба да добие мандат за формирање влада. Нешто друго ќе биде многу опасно и јасно кршење на волјата на мнозинството граѓани на Македонија, порача словенечката европратеничка Патриција Шулин. Шулин во изјава за МИА вели дека европската демократија не познава победа на избори преку гласови добиени на така наречена зелена маса, додека гласачите го направиле својот избор на фери демократските избори. Македонија имаше успешен изборен ден без забележани нерегуларности, што беше нотирано и од страна на ОПСЕ ОДИХР, а истото потврдено и поздравено и од страна на Европската Унија. Тоа е многу важно, па ниту една партија не може да тврди дека изборите биле наместени. Како резултат на тоа, сега македонците може да започнат со процесот на заздравување и конечно да се стави крај на политичката криза која ја зафати земјата. Гласачите го дадоа својот глас, а победникот со најмногу гласови излезе да биде ВМРО ДПМНЕ. Токму затоа, ним треба да им биде дозволено да ја формираат следната влада. Шулин посочува дека политичката криза овие 2 години во Македонија направи земјава да изгледа многу лошо во очите на меѓународната заедница и затоа порачува дека таа треба да дојде до својот крај со овие избори преку почитување на основните демократски принципи и вредности. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич уште еднаш се повика на заедничката изјава на високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и на еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Комисијата целосно ја поддржува прелиминарната оценка на ОДИХР за изборите и нивното спроведување. Таму се истакнуваат прелиминарните резултати, но да го почекаме исходот од процесите на приговори и жалби. Могерини и Хан потенцираа дека предвремените парламентарни избори во Македонија минаа на мирен и уреден начин со добар одзив на гласачите. Тие констатираа дека изборите се клучен елемент на договорот од пржина од 2015 година и дека и нудат на земјава клучна можност за обнова на демократски конструктивен диалог, за надминување на долготрајната политичка криза и обединување зад заедничката цел на евроатлантските интеграции.